Имаме позитивно искуство со германските инвестиции во Република Македонија и веројатно до крајот на оваа година ќе биде објавена уште една нова инвестиција на германска компанија, истакна премиерот Никола Груевски на бизнис форум во Келн, Германија, на кој присуствуваа представници на компании од областа на автомобилската индустрија, информатиката, енергетиката и од други дејности. Ние имаме добро искуство со германските компании. Во Македонија дојдоа Дракселмајер, во Кавадаци тие планираат 4100, а веќе има 4900 работувања. Дојдоа Кромбет и Шубер со 2500. Сега гради Маккарт, компанијата кај Велес, фабрика за 600-700 директни вработувања. ОДВ Електрик во Охрид веќе почна со регрутирање на вработувања. Веќе следната година, април-мај, планира и да ја гради фабриката, сега се во Браунфилд, во постоечка хала. Има и други. Јас се надевам дека до крајот на оваа година ќе успееме да финишираме со една германска компанија која што преходно ни најави влез, но се уште го нема објавено, така да очекуваме да го објави влезот кој што преходно ни го има најавено. Повеќе други тука што ги сретнавме покажаа голем интерес, очекуваме да ја посетат брзо Македонија и чекор по чекор да одиме кон носење на нивни одлуки да изградат капацитети во Македонија и да вработат луѓе кои што во Македонија се во моментот невработени. Груевски пред присутните бизнисмени ги елаборираше поволностите кои нашата земја ги овозможува за странските инвеститори, нискиот даночен пакет, поволностите во технолошко-индустријските развојни зони, даночните ослободувања и пристапот до поширокиот европски пазар. Премиерот позитивно ги оцени бизнис форумите во Франкфурт и во Келн, на кои присуствуваа голем број на германски бизнисмени. Германските менаџери дадоа позитивна оценка за условите кои нашата земја ги овозможува на странските инвеститори, како и за отвореност и пристапот кој се применува за презентација на поволностите и за привлекување на инвеститорите. Мене најголем впечаток ми остави тоа што видов дека и невисоките владини представници од Република Македонија се отворени за пристап. Мислам дека ние, како интернационални инвеститори, како и советници на инвеститорите, тоа не го гледаме често. Владините представници од Македонија доаѓаат во посета, отворени се и пријателски настроени во својот пристап. Освен тоа, ни ги представуваат точно оние информации кои ни се потребни. Вечерва најмногу ме импресионираше јасниот пристап кој им беше представен на сите. Ги запознавме вистинските луѓе и ги добивме потребните информации од прва рака, изјави Кристијан Конрад од ЛЛМ компанијата. Бизнисменот Торстен Валтер пак смета дека се многу добри условите за новите компании од Западна Европа кои сакаат да инвестираат во Југоисточна Европа. Од работната сила до инфраструктурата и отворениот пристап кон новите инвеститори, се е навистина импресивно за мене. Прв пат ми се случува од самиот старт да имам добро чувство со луѓето кои сакаат да ги донесат инвеститорите во својата земја и да има безбедна стабилност во производството. Од наша гледна точка, мислам дека во иднина може да имаме одлична соработка, нагласи Валтер. Директорот на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони Виктор Мизо потенцираше дека една од најсилните компаративни предности за привлекување на инвестиции е фактот што германските инвеститори позитивно го ценат квалитетот на работната сила во Македонија. Тоа неколку компании кои веќе се во Македонија, особено ОДВ Електрик, го потенцираа пред присутните на настанот во Келн. Странските компании и претежно германските компании кои се денеска присутни тука има конкретни прашања за квалитетот на работната сила, за колку таа работна сила е едуцирана, бидејќи не е секогаш пресудно која е цената на работната сила, туку најважно е да се има ефикасна работна сила која ќе може да го произведува видот на комплексен производ кој се повеќе и повеќе компании одлучуваат да го произведат во Македонија за целиот европски пазар и од таа гледна точка сметаме дека сме многу добро позиционирани да привлечеме нови инвеститори кои уште повеќе ќе го подобрат трговскиот баланс на Македонија со Германија. Покрај премиерот Груевски и директорот Мизо на бизнис форумот во Келн се обратија и вице-премиерот Владимир Пешевски и министерот за привлекување странски инвестиции Веле Самак. Подрачните оделенија за првостепена управна постапка на Управата за имотно-правни работи при Министерството за финансии заклучно со 15 декември, кога е крајниот рок за поднесување барања за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост, ќе работи секој ден вклучително и недела со работно време од 8:30 до 19 часот. Според Министерството за финансии, подрачните оделенија на управата ќе работат и во недела поради големиот интерес за поднесување барања за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост. Министерството за финансии денеска исплати 62,5 милиони денари субвенции за продаден тутун на
2952 тутунари. Станува збор за откупен тутун од кооперанти од сите откупни центри во периодот од 26 февруари до 15 март, односно периодот кога исплатата на субвенциите беше запрена поради одредбите во изборниот законник, се наведува во соопштението од Министерството за финансии. Агенцијата за катастар на недвижности денеска доби сертификат за функционалност на информацијскиот систем од Министерството за информатичко општество и администрација. Сертификатот го користат органите на државната управа при комуникација и размена на податоци и документи по електронски пат. Поранешниот аналитичар во Американската агенција за национална безбедност, Едвард Сноуден, вели дека со задоволство би се вратил во САД и би излегол пред суд, доколку би можело да му се гарантира праведно судење. Доколку доброволно би дозволил да бидам осуден на казна до животен затвор, тогаш би ги исплашил другите да го направат тоа што сите во земјата го сметаат дека беше единствениот правилен чекор, вели Едвард Сноуден во ексклузивно интервју за шведската телевизија. 31-годишниот американец моментно има азил во Русија, а се наоѓа во бегство откако на медиумите им достави податоци за програмата за надзор и интернет шпионирањето кое го спроведува НСА.